Неминовно е да ја споменеме пандемијата, која што одбележа и оваа година. Кратко ќе се задржиме, заради тоа што нашиот град во пролетниот бран беше опфатен со големи бројки на заразени и заболени граѓани и пациенти кои што побараа хоспитализација во нашата болница. Во тој период ја имавме модуларната болница, која што, еве сега ве информирам, дека од пред неколку денови ја затворивме модуларната болница, за да бидеме ефективни, ефикасни и практични, заради тоа што во модуларната болница имавме поставено клима уреди за затоплување, а инфективното одделение беше празно, и пациентите ги преместивме во инфективното одделение, кое што е поврзано со централното грејење на болницата. Со тоа и кадарот кој што беше во модуларната сега е на располагање во инфективното одделение. Модуларната болница ја исполни својата улога и задача во нашиот град и во модуларната болница од вкупно 10.700 позитивни пациенти во текот на оваа пандемија кои што беа регистрирани во нашиот град, 285 пациенти се лекуваа во модуларната болница. Околу инфективното одделение да напоменам дека имавме мала реконструкција за да може да биде оспособено инфективното одделение за вакви едни пандемиски услови, со тоа што отворивме нов влез или излез и имаме точно назначено, односно обележано движење како на пациенти, така и на персоналот, значи имаме зелена и црвена зона. И во овие услови сега инфективното одделение нема да биде едно несредено или да не речам ново жариште како што беше во претходниот пролетниот бран. Околу пандемијата мислам дека направивме многу, но не треба да заборавиме дека се посветивме и на пациентите со друга патологија. И сакам да напоменам дека вложувавме многу како во техничка опременост, така и во кадровска опременост. Кога зборуваме за техничката опременост, набавивме ново ЕКГ за интерното одделение, набавивме нов ехо апарат, гинеколошки апарат за гинекологија, во тек е набавката на дигестор за патологија и добивме од Министерството за здравство еден мобилен рентген апарат за пациентите со коронавирусот, кои што треба да бидат снимани во инфективното одделение, за да не влегуваат во болницата каде што се снимаат пациенти со друга патологија. Во текот на оваа година се спроведоа и одредени нови методи, отстранување на слепо црево со лапароскоп со камера, во тек е активирање на апаратот за стрес тест и се овозможува методата Холтер преку интерното одделение. Докторката која што се врати од субспециализација веќе ја применува оваа метода. Можам да кажам дека сме горди на кадарот кој што несебично се вложи не само во пандемијата, лекување на пациенти од коронавирусот, туку и во лекување на другите пациенти и токму затоа од вкупно 34 специализации кои што ни ги одобрија, испративме 27 општи доктори на специализација и 3 доктори на субспециализација. Денес ја имам честа да ве информирам и граѓаните да ги информирам дека на 17 јануари во нашиот град ќе пристигне новиот магнетен апарат, магнетната резонанца. За таа цел се оспособуваат долу просториите, во тек е поставување на така наречениот Фарадеев кафес, поставување на рекуператори, на чилери, клима уреди, опремување на просторот, за да може на 17 јануари да биде комплетно опремен просторот и да се донеси новиот магнетен апарат, за да кадрите кои што ќе работат веќе беа на обука и следуваат уште други 2 обуки и да можеме да го ставиме во употреба на располагање на пациентите преку мој термин кој што ќе биде закажуван преку специјалистите во нашата